заврши времето кога од народните пари се трошеа за се и се што, од парите на граѓаните, министрите, функционерите купуваа одела, кравати и правеа забави во странство. И сега таа проблематика и тоа трошење е строго регулирано со одлуките и со уредбите кои што за прв пат се носат и кои што важат не само за министрите, туку важат за сите избрани и именувани функционери од страна на владата со најширок опфат на институции, раководители, директори на кои што се применуваат. За прв пат е донесена уредбата за дар пред неколку месеци, во која што за прв пат се регулираат и подароците со целосно намалување на износите кои што се можни за примање на подароци и е воспоставен регистарот на примање на подароци. Понатаму донесена одлуката која што е целосно во примена, се однесува на регулирањето на угостителските услуги за сите избрани и именувани функционери, е регулиран износот кој што може да биде потрошен и е регулирана целокупната постапка која што треба да се спроведе за да на крајот биде одобрена целта, односно тој настан или плаќањето на истите угостителски услуги кои што се целосно ограничени и повторно не важат само за министрите, туку за сите избрани и именувани функционери на кои што се однесува и кодексот. Во владина процедура дополнително се неколку други одлуки кои што ќе ги регулираат останатиот дел од трошењата, односно народски кажано репрезентациите и трошењето на парите на граѓаните не само за угостителски услуги, туку и за останати намени кои што ги имаат. Со самото носење на буџетот и на законот за извршувањето на буџетот се целосно скратени овие непродуктивни трошења. Дополнително, како што кажа во владина постапка се неколку одлуки кои што ќе важат за сите како унифицирани правила кои што за прв пат ги правиме и за прв пат покажуваме целосна политичка волја на вистина да се намали политичката моќ, да се намалат привилегиите, да се намалат дискреционите одлучувања во овој поглед на самите министри и институции. И сметам дека ова го правиме за прв пат како храбри и одлучни чекори кои што се надополнуваат на отвореноста и на високата активна транспарентност која што одликува оваа влада, која што не крие ништо, а граѓаните може да дознаат за секоја една работа и за секој едно трошење од страна на сите институции и раководители. И да потсетам, тоа е една огромна разлика од едно режимско време во кое што стотици илјади евра од секое министерство и институции се трошеа нерегулирано и се вадеа од службени картички и кеш средства и се трошеа нерационално и не беа воопшто регулирани токму начинот, постапката и за што може да се трошат овие средства. Имавме примери на кривични пријави кои што ние сме ги поднеле, каде што министрите од претходниот период токму од службените картички вадеа по илјадници евра во едни исти банкомати или трошеа во супермаркети или купуваа моети или купуваа одела. Тоа со оваа влада не се случило и нема да се случи заради тоа што најголем дел, ако не и сите, немат ниту користа службени картички, ниту има средства на нив, меѓутоа дополнително на тоа покажуваме силна политичка волја да сето ова го регулираме и да биде воспоставена не само пракса, туку и да биде правно формално регулирано. За регистарот за службени возила во подготовка е и закон, што значи уште повеќе и уште подобро ќе го регулираме целиот овој дел на трошење од граѓаните, каде што со закон ќе се регулираат и можностите, и начинот, но и санкциите кои што подоцна ќе следат. Благодарам.